Јас не сакам да зависам од никого, верувајте. Не ми е мене интересно некој да ме сожалува или да мора да ме турка да се качам на тротоар. Не. Јас сакам да сум независен, сакам да сум слободен во движењето и не сакам да молам никого за такви баналности. Да ме поттурне на тротоар, ме молам поттурнете ме. Зошто? Затоа што некој не му се пополнувало на оние 3 сантиметри, не им се поправал асфалтот. Пример. Од самото излегување од дома, оваа зграда е релативно стара, 1986 е правен. Лифтот е многу мал. Јас кога влегувам со количка во лифт, не можам да изротирам внатре, па излегувам во рикверс, наназад излегувам. Тоа е првата пречка со која, ајде, еве, се изборувам релативно лесно, сум нашол модус и го решавам. Потоа влегувам во маркет. Живеам со мајка која е исто така болна, не може да излегува да пазари. Гондолите и стоката им се пренатрупани и буквално возејќи со количкава, вртејќи лево и десно, задолжително закачувам некој производ, нешто ќе турнам на земји и со самото тоа и јас не се чувствувам пријатно. Понатаму, јас како диабетичар сум инсулинозависен, најмалку еднаш месечно одам во поликлиниката Јане Сандрански. Таму исто не е решен пристапот за инвалиди. Има рампа, и тоа е многу остра, многу е коса. Со оваа количка ако тргнам, или ќе застане на пола, нема да може да се качи до крај, пошто електромоторите таа им е силата, или, што е полошо, може да почне да се извртува количката и да ме преврти. И ми е ризик, тоа ми е ризик. За овде, за нашава населба, ја фалат како најурбана, меѓутоа штом тука има такви проблеми, еве, например, и во општина, имаат рампа која е многу остра. За пример, за да побарам еднократна помош, да земам извод од катастар, било што треба во општина влезам, јас не можам да си ги остварам правата, затоа што пристапот не е решен. Значи, еве ви кажувам, институции кои се од јавен карактер, ајде маркетот е приватна собственост. Меѓутоа, значи, една поликлиника, тие лани го ставија лифтот, немаше лифт, до лани мене ме боцка долу во ходникот. Значи, немаше каде да ми земат крв кога правев анализа, мора во ходник да се боцка. Многу институции имаат рампи електрични кои не работат. УЈП, например. Ми треба документ некој од УЈП. Или еве да поднесам за данок. Било што. Јас не можам да влезам. Морам да чекам долу кај скалите, иако имаат рампа од страна, која би требало јас да се качам, како лифт да ме качи до горе, не работи. Не поканија во собранието на Република Македонија. Таму се скали, рампа нема. Донесо една рампа искована од даски, вака. Јас сум околу 100 килограми човек. Количкава тежи сигурно 30. И сега доаѓаат 20 луѓе вработени таму, бидејќи не можам по таа рампа никако да се качам, некако да ми истуркаат, да ме качам. Верувајте, многу често се работи за толку малце. Еден тротоар. Тоа е за нас непремостлива препрека. Ево. Оно што може да оди пеш не го чувствува тоа. Јас ова многу го чувствувам. Ова за мене е бездна, амбис. Верувајте. Оние двокатни нема шанси да се качи, пошто они имале некои хидраулични рампи кои не се во функција. Значи, тие кинеските што ги викаме автобуси, било двокатни или класични, се за нас инвалидите неупотребливи. Имаме среќа со нови автобуси, МАН се тие, со нив имаме среќа, имаат рампи, било да се хармоника, било да се сингл автобуси, имаме со нив среќа, меѓутоа и возачот треба да се погоди, во смисла да сака да трчи нешто кој ќе застане. Тој треба прво да се доближи до тротоар, да стане од своето седиште и да ми отвори рампата.
тој капак да го крене, да го отвори, јас да се качам, тој да го затвори и да продолжи да вози и да ме праша до каде, на која станица ќе се симнам, за да знае таму да се паркира поблиску до тротоарот, за да може пак рампата да ја пушти. Знаете, не секогаш ние лицата со посебни потреби, и слепите, и сите, значи, имаме некој да не фати под рака или да ни ја турка количката. Нема секогаш таков човек во близина. И мајка, татко, работа, нели, едно друго. Мора државата, да направи се што е човечки возможно, да ни возможи нас да бидеме независни, самостојни.